задосна работа. Не, туку дека ќе заспиеш во фотелјата. Нема да заспиам, не сум бебе. Не си бебе? Ама од бебе заспиваш кај што ќе ти текне. Ај гледај си работа ти се молам. Слушај, ако го видиш татко ти, кажи му дека вечерата му е во фрижидерот. А ти ајде ручај додека е уште топло, а? Попосле ќе ручам. Попосле кога ќе заспиеш. Отидов јас. Ајде стани од таа фотелја, ќе заспиеш, те молам. Ќе сум заспил, глупости.
класа. Сигурно сте не гледале во циркус. Ние сме кловнови и сигурно оттаму не познавате и со вашиот Ација сме добри другари. Вие секогаш сте вака големи или полекогаш сте малички? Вие мислите на маскотите што му ги поклонивме на Аце? Таму сме малечки, малечки. Ај! Па вие, значи, кога сакате сте големи? Кога сакате сте мали? Точно, кога сакаме сме големи. Кој знае како е сега горе? Сигурно цел град го пепе до самец. Тихо, без паника. Едва ги смири. И тоа ми било војна, мижето ти баја. Спика ми тука во дупките како глупци. Некогаш требаше јунаштина за да излезеш на Мегдан, за да војуваш. Ту, доста се пања. И, па сега, младите биле јунаци. Ами како не? Треба тука голема јунаштина да притиснеш едно копче и да направиш пустош околу себе. Леле, луѓе, надвор е пустош. Никаде ми жива душа, се е мртво. Овде сме сите живи и здрави. Мариче, моја жива ли? Мариче, Еј, деца! Ова ваша техника може да работи на батерии. Може, само ќе треба 6 батерии по волтип. Луѓе, слушате? 6 батерии по волтипу. Ајде соберете, пуштај музика. Ќе направиме приредба како ништо да не се случува надвор. Вие сте единствената надежна луѓето. Нема проблем, и главновите се тука. и пејачите се тука. Нема проблем, и од моја страна може. И јас сум исто спремна. Представај на новата касета и да почнеме. Касетата не е кај мене. Каде? Нели вчера ги слушавме сите песнички? Кај Воке. Јас не го видов да влезем. Остана надвор. Оди до фона. И јас. Не, чекајте. Никој не сме надвор. Тогаш нема ни програма, кај него касетата? Да, касетата е кај него. Касетата е кај него. Касетата е кај него. Касетата е... Касетата. Не, немојте со лифт, има опасност од директен погодок. Што му е овој? Кај си бе, Воки, за малку ќе ни пропаднеше приредбата. Ти како да заборави дека касетата е кај тебе? Кај беше досега? Дома бев. Како да не, дома. Се растурив од звонење, кој знае кај си ми. Дома бев кога ти велам. Абе, што туку зјапаш во скривницава како прв па да ја гледаш? Давам му касетата. Воки. Каде бе? Воки? Да му се сневири, што мораше ли во мене да се бапни? Што да правам сега со ова? Како да го исчистам? Ќе земиш вода и четка и ќе го исчистиш. Или со крпа. Еј, што е, јуначиште? Фуфка, а? Се уплаши од сирените. Не, нема врска, така нешто се замислив. Слушај, а ви дојдали другарите од другата населба? Денес ви еден за приредба, не? Да, денес. Што тебе, еј? Што си така растресен? Да не се случило нешто лошо? Се случило само за среќа во сон. Во сон тогаш нема проблем. Што сон ке беше да те стресе толку, а? Да не стануваше земјотрес? Уште полоша атомска војна. Атомска војна? А што мислите вие? Нема да има, војна нема да има. Разумот ке надвладе. Каква е оваа зграда да те Бог се чува? 100 години човек не може да ја исчисти, како атомска бомба да паднала. Ајде, минувај ако минува. Ајде бе, мрднете. И што мрзи сте станале во последно време. Полека, ма за се има време. Кажи бе, бате, се во свое време. Па и тој ќе мудрува, црв. Мариче, ти не стануваш да ги причекаш гостите?
Ке не најдат? Кој знае под која сенка исполегнале, а ние овде ги чекаме. Па нема смисла. Тие доаѓа дури од другата населба, а вие ни со малиот прст да мрднете. Сакаш јас да мрднам? Еве. Сакаш пак? Голем штос. Фриц, за инет новија мрзи, прва ќе пуштиш песната за земјата Дембелија. Најде проблем. А што уште не дошле? Чекајте. Изгледа дека се тие. Ајде да оставише седење. Ајде побрзо да не губиме време. Ајде. Ајде, тише. Добре дојдовте во музичкиот клуб До Ре Ми. Денешната програма е последна за оваа сезона. Епа. Па затоа што времето надвор сепак е поубаво и попривлечно за игра. Епа, ајде сега, се има свој почеток и свој крај, но ние ветуваме, на есен сигурно ќе продолжиме. А сега да почнеме. Првиот изведувач и првата песна која јас им ја посветувам на вредните членови на клубот. Беше еднаш една земја Дембелија и... А која пее оваа песна? Јас, Виолета Грамбозова. Епа, повели на сцена. Фриц, пуштай. Може ли од овде да испеам песната? Кој ќе станува до таму? Повели. Навистина си гениална. Не стануваш ни да се поклониш. Добра, ние одиме понатаму со истата брзина, со брзината на еден полжав. Но пред да стигнеме до него, ќе бидеме сведоци на еден лом. По една силна молња, по еден силен гром. А громогласно ќе ни запее Тереза Талеска. Светна молња удри гром се горе те сторило, нам на
А сега кој од вас ја пее песната за Ешко? Јас. А како се викаш? Маја Костовска. Маја Костовска. Кај си, бе, другаре? Здраво, деца! Здраво! Вовдана, вистина било супер, Здраво, деца! Здраво! Ајде! Хопа! Ова се моите вистински другари, Васе и Тасе. Да. Тие се клоунови во циркусот што неодамна дојде во нашиот град. Да. И тие ми ја подарија сценичката со маскотите. Точно. Ова досега беше моја и нивна голема тајна. Точно, наша тајна. Па добре, ќе ни објасните ли како таа се ве оживува? Мислам, како ги оживува маскотите? Не знам, јас не знам, честно. Ама не знаеме, на вистина не знаеме и ние дојдовме овде да видиме како тоа Аце го прави со нашите двојници. Точно. Не знаете. Знаете, само не сакате да кажете. Види го овој малиот не верува. Аце, ајде покажи. Ајде. Ова е навистина интересно. Ги имаме Васе и Тасе како големи и мали, како кукли и живи. Ема така си е. Добре, што не веруваат, ние ќе си седнеме овдека и нема со прст да мрднеме. Да, па и ние еднаш да бидеме публика. Ајде, Аце, да го видиме тоа, тоа е чудо. Ајде да го видиме чудо. Значи, кој е кој и што е што, ќе ни открие магијата на Аце Абракадабра. А сега, она неважното. Абракадабра, окус покус! Е многу ти е смешен штосот. Си го скрши носот. Извини ме, бате Васе. Нов нос ќе ти купи Тасе. Јас си мислев, запче ми те боли, сакав да ти бидам апче. Море, ако земам едно стапче, ќе скокаш како врапче. Парола си смисли вишна, но ти дојде и ми ја ишна. Еурека! Од кал да си, мал да си. Долу тиранијата на возрастните. Не јадете атомски печурки, многу се отровни. Од кал да си, мал да си. Дај ја ваму таа друшка. Земи топка, а не пушка.
Доста се играте со тенкови шлемови. Тепајте се со торти и со кремови. Добро бре, сакаш да помислат дека сме луди? Цел свет да ни се чуди, нели? Не тасе. Слушај, луди се старите, што на оружје ги фрлат парите, што еден на друг очи си вадат и атомски засолништа градат. Штом помисли човек здраво, знаеш дека си во право? Да, затоа чујте и почујте, дечиња. Играјте си со кукли, играјте си со мечиња. Вчера вака рече дедо Насте. Заедно со детето и пушката расте. И доволно е еден да загуби ум, да стисне на копче, да направи бум! Бум! Па тогаш дури ќе не папаме баба Меца. Зошто ќе снема и играчки и деца. Леле, какво страшно време! Во човекот волчко дреме. В очите има заби, цел свет сака да го зграби. Само руши, само гори, сите пепел ке не стори. а препели умни старци, чапели сте како јарци. Сите војни ке си одат свето деца да го водат. Вистина неверојатно. Кажи тасе. По супер, еј. Тие се подобри од нас. Што е? Што? Што е? Вие не верувате дека ние немаме никаква врска со ова? Не верувате дека ние немаме никаква врска со ова? Не верувате ли? Слушај, другар, да ти честитам. Би сакал ли ти да дојдеш во нашиот циркус и да ги забавуваш гледачите со овие твои прекрасни куклички? А ние малку ќе се одмараме, добра? Кажи. Татко ми. Татко ти се. Добро. Ние сега мораме да одиме зашто циркузот се пакува, утре сме во друг град. А кога ќе дојдеме пак во вашиот град, тогаш ќе се видиме. Здраво. Ајде, здраво. И кога не сме со вас, ние сме со вас. Ајде. Хоп, здраво. Хоп, здраво. Хоп, здраво. Хоп, здраво. Хоп, здраво. Баш сте симпатични. Морам нешто да проверам. Мангупче.
Ajde, сега доста беше. Другар, извини, ама еден. Деца, здраво. Деца, здраво. Ajde. Со вас и тасе секогаш не било весело. А ние да продолжиме веселбата понатаму со една панаѓурска песна. Вистинска панаѓурска збрка, низ песна ќе ни наслика Марија Ицмарева. А сега внимание! За прв пат во нашиот клуб во живо настапува една вистинска рок група. Бидејќи на групата ова е премиерен настап, им предлагам да го земат името на нашиот клуб. Се слажувате ли? Да! Значи, групата До, Ре, Ми и песната Вода. А сега има да трешти до 21-иот кат, бидејќи на бас гитара е Славица Проданова, виртуозна сајзери, Калина Јанева и на соло гитара Виолета Грамбозова. И солистите Катерина Челиманова, Марија Мицковска. Вода. Devojkini dlake, da li da te
старите им се супер. Каков слезе римат? Леле, рита машта. Туп-тап, туп-тап. Доста бе тупита. Батело ме задева. Симен. Ова е премногу. Од вашата музика ечи цела насалба. И барем да е некаква музика, ајде. А она дрн. Што е? Што има тука смешно? Ви дозволивме да го имате клубот? Ви дозволивме. Ми дозволите. Правевте во него што сакате? Правевте. Правевме. Нема да ме фатите на тој покајнички трик. Од денес овој клуб престанува да работи и точка. Престанува! Престанува! Да. Што престанува? Како престанува? Па така престанува. Да, и ние така решивме. Навистина доста беше. Аха. Доста беше. Добро е штом сте решиле. Добро е штом сте сватиле. Па да, ние свативме, ама... Што ама? Нема тука ама. Кажи му дека на есен пак ќе продолжиме и точка. Како да продолжите? Што ќе продолжите? Ќе видиме. Ќе видиме. А сега дозволете да завршиме со една песна за светот. Што ми е последна, нема проблем. За крај и за догледање на есен, песна за светот ќе ни испее Љупка Илиевска. Ете, драги гости, тоа беше се од музичкиот клуб До, Ре, Ми. И како што ви ветивме, само да поминат летните одмори и на есен пак сме заедно. Довидување. Довидување. Тоа ќе видиме. Ќе